Џудо клубот Сеишин од Прилеп во соработка со Агенцијата за млади и спорт како дел од проектот Европска недела на спортот на ниво на Македонија. Под мотото Биди активен, денеска на градскиот плоштад во Прилеп го презентираше џудото. Во Сеишин членуваат над 80 љубители на овој спорт под 18 години и 20 на членови над 18 години. Во состав на клубот има и група од 15 на ветерани. Годинава џудо клубот Сеишин одбележува и 15 години од своето постоење. Членовите на овој клуб пред прилепчани ги представија своите боречки вештини. Во Европската недела за спорт Биди активен, нашиот клуб заведе активно учество со мала презентација и се надевам дека следната недела кога имаме турнир, исто така ќе бидат медиумите присутни, па во целост да ги видат успесите на нашиот клуб. Па технички џудото во нашиот град е меѓу популарните спортови, има 5 клуба во градот, во нашиот клуб членуваат преку 80 помлади под 18 и 20 на возрастни над 18 и воедно да се пофалиме дека имаме група на ветерани од некои 17 возрастни кои се веќе над 5-60 години или пензионери. Нашиот клуб е основан пред 15 години од господино Кире Милошевски, кој е се уште активен во нашиот клуб и е веде председател на клубот воедно. Секогаш достапен и 10 години прославуваме од турнирот. Па во бројка не можам да кажам колку се, али пошто лани бевме трети, претходната трети, еднаш втори на државни првенства по сите категории, така да бројот на медалите е голем. Според председателот на клубот Чирковски, оваа година џудото требало да биде избран за спорт од страна на УНЕСКО за развој на децата и младите. Значи дава добра координација во простор, добро психофизички развој на целото тело, значи немате џудист со повредени раце, нозе, сега го дека имам, а немате кои се посебно развиени, пошто дават комплетна координација на целото тело и во тој дел мислам дека не само џудото, дека и сите борбени вештини ги даваат тие завидни резултати за развој на телото. Членот на Сеишин, Марио Цинцаровски, се занимава со џудо 8 години. Вели дека го одбрал овој спорт затоа што ги сака боречките вештини. Планирал и понатаму да се занимава со овој спорт. Овој спорт го брав затоа што ми се интересуваше ова борачка вештина како спорт. Имам освоено околу 50 медали. На државното првенство за кадети има второ место, на државното за јуниори имав исто второ место и сега во сабота ќе учествуваме на меѓународен турнир во Грција. И Александра Најдовска, која што 9 години е член на клубот Сеишин, вели дека ги сака боречките вештини, затоа од мали нозе се одлучила да се занимава со џудо. Имам освоено доста медали, од кои можам да ги издвојам. Минатата година бев трета на Балканското првенство за сениори во Скопје, а годинава бев втора, исто на Балканското првенство за сениори. Имам доста признанија, медали, големи успеси и се надевам дека ќе има уште повеќе. Ветеранот пак Киро Здравески вели дека џудото како спорт е одлично за психофизичкиот развој на луѓето и затоа препорачува со него да се занимаваат сите генерации. Одговара пред се за здравјето. Затоа што и научно да кажем, џудото е еден од најдобрите спорти, посебно за психофизичкиот развој. Односно, децидно кажано, за психичкиот развој кај и младите и возрастните. Затоа и ние сме приклучени на нова недела на спортот во Европа и да допринесеме и да кажеме дека нема граници на возраста во џудото и да му порачаме на сите оние кои сака да спортува, да се приклуча кон џудото без разлика на годините. И во подоцезните години не е касно да се приклуча, ќе науча нешто. Барем ќе ги науча основните движења, основните падови, како по возрасти може да се спремна да падна и ќе знае како да падна. Градоначалникот Јовановски на спортистите им вети дека секогаш ќе имале поддршка и помош од општината. Се надевам дека овој спорт, посебно џудо спортот, кој што остави доста впечаток во нашиот град и во иднина ќе имаме се повеќе и повеќе спортисти кои што добивале престижни награди во сите меѓународни и домашни надпреварувања. По повод празникот 11 октомври, џудо клубот Сеишин ќе го организира и големиот меѓународен турнир во џудо Прилеп град Херој.